Еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола ве подсетувам дека заедно со нас се Јовче Крстевски, Пеце Крстевски, Рената Димановска, сите членови на Сдруженијето Порака Нова, кои работат на проектот Стоп за дискриминација на лицата со попреченост. Рената, претходно кон крајот на првиот дел од разговорот кажавте дека како дискриминација се смета и неприлагодувањето на програмата за учење во основните или па и во средните училишта на лицата со попреченост. Тука зборуваме веќе за една институционална, да речам, рамка, колку државата, колку училиштата им се дава можност тие да го надминат тој проблем. Меѓутоа јас би сакала сега тука малку повеќе за тоа колку децата сами во училиштата се свесни за тоа дека меѓу нив има лица со попреченост и како тие да се однесуваат со тие деца. Дали сето тоа беше разговарано на обуките, на средбите што ги имавте со децата кои што беа вклучени на некој начин да бидат тие понатаму едукатори на своите врсници? Па така, би рекла дека сметам дека од кога веќе е имплементирана инклузијата во училиштата и тоа како е зголемена свесност, еве од моје лично искуство како образовен асистент последниве 4 години во средно образование, сметам дека и тоа како со присуството на образовниот асистент, што јас често знам да кажам дека ние сме како еден мост кој што го поврзува детето со професорите, со учениците, па и целата околина, целото училиште. Сметам дека децата баш си дават повеќе можност да пристапат кон детето кој што има потреба од образовен асистент, а и самото дете се чувствува поприфатено, послободно и тоа да пристапи да се вклучи во средината. Баш и тоа е целта на инклузијата. Како образовен асистент, рековте веќе имате одредено искуство, неколку годишно во оваа работа, да. Вашата работа еве за оние кои што можеби не знаат да им појасните која е вашата цел всушност и што правите ви како образовни асистенти. Така, основната задача на образовниот асистент е да одговори на барањата и на потребите на детето со кое што работи. Под барање и потреби мислам да креира таква средина каде што детето ќе може и емоционално, и интелектуално, и социјално да се развие. И крајната цел, главна цел што јас би рекла е да се осамостои. Не станува збор детето да стане зависно од образовниот асистент, напротив, најмногу што може да се осамостои со цел да ги развие своите потенцијали. Рековте дека доста работите на тоа програмата што ја работат во училиштата, да им ја пренесете на некој начин, можеби на поедноставен начин на лицата со попреченост. Сметам дека успевате во тоа? Па да, успевам, меѓутоа сметам дека е навистина потребно системско решение за ова на ниво на држава, каде што навистина ќе се подготвуваат соодветни програми наставни за секое дете, бидејќи секој ден си е различен, секој ден има различни можности и потенцијали. Со цел да се постигнат и да се развијат максималните потенцијали, сметам дека е потребно да има соодветни наставни единици. Исто така сметам дека и училниците, како што претходно кажавме, не се баш оспособени за секој еден, како што кажавме со рампи или сензорни соби и слично, а исто би нагласила дека и тоа како е важно овој делот на обука. Не само на образовните асистенти, туку и на наставниот кадар, со цел да знае како да пристапи, што да очекува. И исто би рекла дека е многу, барем јас како од моје искуство, особено во училиштата кои прв пат се среќаваат со присуство на друг возрастен во училницата на образовниот асистент, баш да се намали таа стигма сега, бидејќи сепак ние седиме таму, сме дел од часот, пратиме што се случува. Сметам дека обуките би овозможиле сето ова, значи да се имплементира подобро во кај наставниот кадар и непречено да се одвива наставните единици. Токму тоа ќе беше моето следно прашање, меѓутоа вие веќе на некој начин одговоривте околу подготвеноста на наставниот кадар и професорскиот во основните и средните училишта, колку тие можат да одговорат на потребите на децата со попреченост. По ова што го кажувате, веројатно се трудат. Така, да. Јас во средното училиште каде што сум веќе 4-та година, тие веќе 5 години имаат искуство со присуство на образовни асистенти и веќе имаат стекнато навика и веќе знаат како функционира сето тоа, како изгледа таа инклузија, со самото тоа што гледат колку е значајна за воопшто за сите деца и за децата со кои што работи образовен асистент, меѓутоа и за целото одделение.
решение, веќе е зголемена свесноста. Меѓутоа, пак ќе напоменам дека кај они училишта кои што прв пат се среќаваат со оваа тематика, предизвик е баш тоа присуството на друг возрасен за време на часот. Пеце кажа дека веќе работевте одредени работилници со ученици од основните и средните училишта кои се вклучени во проектот и очекувате од нив, кои веќе ги посетиле обуките и на некој начин се упатени во работите, сето тоа што го добиле како сознанија и знаења таму, да го пренесат на нивните врсници. Да, не само што очекуваме, туку и тоа веќе се случи, веќе ги завршивме и сите работилници, бидејќи тоа беше предвидено да се случи во текот на учебната година. Па сите ученици кои учествуваа ги спроведоа тие врснички едукации во своите училишта, каде што му беше презентирано не само на сопствениот клас, бидејќи поголем дел од представниците всушност доаѓа и од класовите паралелките каде има лице со попреченост во самото училиште, туку и го прошири аспектот и на сите ученици во училиштето, односно представници од класовите учествуваа на самите работилници. До сега имавме 5 врснички едукации, односно мултиплеери кои се случија во учениците. Едно училиште поради оправдани причини не беше во можност поради учество на Еразмус програми и проекти, не беше во можност на време да го завршиме таа едукација, да речам. Меѓутоа, да, тоа се тековни работи, би рекле, што понатаму ќе се решават, кога се зборува веќе за понатаму, сигурно децата кои што веќе беа вклучени во овој проект до година, нели со новата академска година, се очекува од вас тие да продолжат со она што значи едукација на нивните врсници и колку што е можно повеќе да се намали таа, да речеме, дискриминација на лицата со попреченост, барем во училиштата. Да, апсолутно, и ние тука стоиме, имавме дискутирано и ова со нив, стоиме на располагање како организација која се занимава со оваа работа, стоиме на располагање без разлика во каков аспект, дали е тоа финансиски, логистички, тие да можат да ги користат нашите ресурси, да спроведат такви едукации, таков вид на едукација во било кој момент, така да отворени сме веќе дискутирано и со самите ученици. И овој проект нема да застане тука, понатаму имаме желба, бидејќи доста влијателен е проектот на сама територија на Битола, сакаме ако постои можности да го продолжиме понатаму во другите градови. Во ред, ќе направиме уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Бидете заедно со нас на 90,8.